Се уште не е доцна полјоделците кои не посеале житни култури тоа да го сторат во наредниот период. Земјоделските експерти советуваат дека до нова година може да се засее пченицата, јачменот, ршта. Треба да се коригира количеството семенски материјал. Но бидејќи полека поминува оптималните рокови за сеењето на семенскиот материјал, еве пченица, со тоа и полека треба да дојде до зголемување на нормата на сеење, односно количество на семенски материјал од житни култури кои што се употребува за оваа намена. Ако до сега велевме дека за 1 декар потребно е 20 отприлика килограми, најмногу до 25 килограми купечка семенска пченица за 1 декар, односно 25 до 30 килограми домашна пченица, сега во оваа прилика ќе нагласиме дека нормата треба да се зголеми за 5 килограми, норма за сеењето на семенската пченица изнесува околу 25 килограми до 30, 28 за 1 декар 30, а од домашната веќе се движи околу 30, некаде зависи од типот на почвата и повеќе килограми за 1 декар. Истовремено Ивановски додава дека доколку пченицата е засејана на помали површини, да се одбери род кој нема да биде мета на разни грабливци. Инсекти, пред се од врапци се мисли, кои што се ја јадат ова пченица и со тоа драстично се намалува родот. Сведоци сме дека последните неколку години и кај нас на пазарот со цел да се избегне оваа појава на уништувањето на класовите и на зрната од пченица, се сеат сорти кои што имат осило и кои што се отпорни, односно ги еден вид бркат врапците, затоа што ако има осило, знаеме дека они не одат да го јадат зрното на семенската пченица. Затоа, моја препорака е да, кај што нема наезда или кај што има поголеми површини посејана од семенска пченица, да може да одите и со стандардните сорти, а каде што е помали површини, кај што има опасност и веќе се појава на наезда од врапци, да се посеат сорти кои што по квалитет не изостануваат од сортите веќе докажени без осило, значи сорти со осило на класовите. Пченицата е единствениот производ во Македонија кој има стратешко значење кое е дефинирано во Законот за земјоделство и рурален развој. Со производство од приближно 240.000 тони годишно, нашата држава не ги задоволува своите потреби и е увозно зависна од овој производ. Од 240.000 тони пченица може да се произведе 225.600 тони брашно, што не е доволно за потребите по глава на жител. За период од последните 19 години производството е опаднато за просечни 20%, а од најголемиот подем во 2004 година со 356.825 тони до 200.112 тони во 2017 година, разликата е 44%. Ова е огромен пат без разлика на климатските услови и покажува дека земјоделците немаат интерес и можност за поголеми инвестиции. Цените и понатаму се многу ниски, а системот е условно организиран.